Што значи концептот паметен град и кои паметни градови го заслужуваат овој епитет? Што треба да поседуваат за да го имаат епитетот паметни? Па видите, значи станува збор за еден тренд во светов каде што се позачестено се слуша за паметните градови и се применуваат таквите постапки. Тоа е еден систем каде што преку кој систем се овозможува градовите да опстојуваат и да живеат во една хармонија каде што таа хармонија ќе опфати повеќе сегменти од процесот на живењето на граѓаните, затоа што граѓаните се стационирани, односно концентрирани во поголемите населби, како што се градовите, и потребно е да се размислува околу сиот тој процес. Тој процес опфаќа технологија, технолошки развој, човечки фактор и така натаму, кои сите тие заедно на некој начин успеваат да створат еден хармоничен живот на еден град. А тоа е, еве конкретно за Скопје, да речеме, ние веќе имаме и во Македонија почеток на еден таков процес, знаејќи или не знаејќи за паметните градови. Меѓутоа, да речеме, кружните токови, да речеме, се исто така оправдани и применливи во паметните градови. Потоа, во елаборатот, да речеме, за Скопје, што спаѓа, да речеме, исто така и водоснабдувањето, да речеме. Доколку Скопје нема струја, ние ќе немаме вода. Во овој случај, овој проект, овозможува со нови извори на вода по гравитационен пат, градот независно од имањето или немањето на електрична енергија, да биде снабден со основниот ресурс, а тоа е водата, каде што е најнеопходен за луѓето. Потоа рециклажата на отпадните материи, обновливите извори, исто така се планирани да се применат и ред други елементи. За еден таков проект да се превземе за еден град треба едукација, треба стручни лица и примена на најсовремени технички, технолошки системи во самиот процес. Ние денес се уште, например, се сретнуваме со изградба на нови улици, а после тоа, после месец, два или три, сведоци сме на прекопување на улиците за поставање на некоја инсталација и така натаму, што сето тоа укажува за една недоволна сериозност кон пристапот на паметни градови. Овој елаборат, например, токму таквите елементи би се избегнале и би се применувале системи и методи каде што кога еднаш ќе се направи еден комуникационен или било кој систем во градот, например, тој би служил на граѓаните и би бил во постојано функција без поголеми застој, а од друга страна не би се загадувала животната околина. Кои се придобивките од овој концепт паметен град покрај зачувувањето на животната средина? Придобивките се огромни, а тоа е здравото живење на граѓаните, комуникацијата, брзиот процес на искористувањето на сите комуникацијски системи во еден таков град, обновливите извори, примената на обновливи извори и ред други елементи кои може да се искористат. За примена на еден таков систем потребно е тело кое ќе треба да се формира на републичко ниво, а потоа на локално, општински ниво, каде што тоа републичко тело ќе координира со тие општинските тела и за секој еден сегмент од живењето ќе се консултираат, односно ќе ги применуваат најновите технички, технолошки развој во општеството.